Почитувани, добра вечер, вие сте со анализата на телевизија 24. Македонија погоди страшна трагедија, автобуската несреќа на автобусот кој се движеше према Гостивар, во која загинаа 14 луѓе, е една од најтешките сообраќајни несреќи во историјата на Македонија, а дефинитивно најтешка несреќа предизвикана од автобус. Но после оваа несреќа во која Македонија е завиена во црно, во земјава најмногу на социјалните мрежи, повторно се повторува еден исти феномен. Луѓето, наместо да тагуваат за она што се случи, наместо да сочувствуваат со жртвите, со нивните семејства, наместо да покажат наједноставна човечка емпатија, целата трагедија поединци на социјалните мрежи ја претворија во арена за меѓуетнички пресметки, за меѓуполитички пресметки. Таа трагедија ја поистоветуваат со некои датуми и политички актуелни случувања и со тоа предизвикуваат без раздор и се разбира подлога за можен конфликт. За последиците од ваквото опасно однесување вечерва ќе разговараме со нашите гости, тоа се социологот Славе Младеновски и пратеникот Рубин Земан. Господа, добра вечер. Со разговорот ќе почнеме брзо, сакам само уште нешто да кажам на самиот почеток, дека во текот на емисијата ќе имаме и директни вклучувања, ќе видиме каква е состојбата на повредените во болниците, а исто така за прв пат во оваа анализа ќе воведеме една новина, тоест ќе дадеме можност на вас, почитувани гледачи, да се јавите директно во анализата и вие да поставите прашања на нашите гости. Тоа ќе можете да го направите од моментот кога на екранот ќе се појават телефонските броеви, ќе можете да вртите во режијата, а потоа ќе ве вклучуваме. Почнуваме со емисијата. Младеновски, видовме што се случило, се уште не беше расчистено местото од трагедијата, па не верувам дека се уште е. На социјалните мрежи се појавија ужасни коментари, значи без тронка емпатија, без тронка сочувство, без тронка емоција се појавија ситења за тоа кој од каква етничка припадност е што загинал, поврзувања со политичари, со политика, со актуелни настани. Значи, што покажува за нашето општество? Значи, нормално ли е ова во едно општество да се случи? Благодарам за поканата да бидам гостин во оваа емисија и да споделиме одредени мислења за ова несреќа што се јави. И во почетокот, пред да одговорам на прашањето и да ја почнеме оваа дебата, сакам да изразам лично големо сочувство до семејствата на загинатите и во оваа болка да најдат надеж, да најдат потпора во своите пријатели и роднини и сепак оваа болка да ја преболат. Кога станува збор за одговорот на вашето прашање, би искористил еден мал вовед кој ми се случи од моментот кога со неколку пријатели ја споделив информацијата дека вечерва сум поканет да говориме за ова што се случи на социјално-општествените мрежи. Некој од нив, да не речем повеќето, рекоа: а зошто прифати? Ова не е емисија за дебата. Ова не е момент за да се говори за таквата ситуација. Мојот став, како што гледате, беше спротивен од нивниот и затоа сум овде во емисијата, решен со сето искуство што го имам во животот, дека на ваквите луѓе не треба да им се молчи, не треба да се повлекуваме пред нивната националистичка политика, шовинистичка свест и омраза која ја шират, користејќи ги општествените мрежи како простор луѓето да разменуваат одредени идеи. На ваков начин, во моменти кога илјадници луѓе други тагуваат, они се обидуваат да фатат некој политички поен или, уште повеќе, да соберат одредена бројка на луѓе во која што очекуваа, претпоставувам, со тоа што го напишаа, дека всушност општеството, вакво како што е кревко во однос на демократијата, институционалните механизми, дека ќе добијат приврзаници и дека веројатно од некоја друга група, друга заедница, ќе им се јавеше пандан како противтежа и тогаш ѓаволот ќе однесеше шегата. Да. Господине Земон, значи, на
ваш колега пратеник му почна и син во страшната несреќа, и вие гледате, значи неверојатно е како можат да се дава етничка конотација на несреќата кога едноставно бројот на жртвите е поделен на пола. Значи тука несомнено е, значи апсурдна е ситуацијата. Како е можно во вакви моменти да обидуваат да направат такви некои извртени тези? Дозволете и јас да дам големо сочувство на загинатите лица, односно на семејство на загинатите лица, а на тие што се ножат се уште по клиничните центри, да им посакам што побрзо оздравување и на семејствата нивни поголемо трпение. Веќе се работи за прилично пациенти кои што прилично долго ќе се закрепнуваат. За жал, да, еден од синот на нашиот пратеник, колега Благоја, исто почина. Исто е сочувство и до него, до неговото семејство. За жал, од това што го видовме, произлегува не само дека етничката или религиозната омраза или антагонизам, меѓутоа прилично се појави та политичката омраза и политичката антагонизам, а поготово кога јавноста дознаете за смртта на Јовица, на синот на Благоја, прилично имаше и омраза од политички бекграунд за конотација. Така да, во главном јас мислам дека нашето општество, и не само нашето, во главном и на Балканот и Европа, се уште патиме, односно во голем успон во сушина ксенофобијата и говорот на омраза. Меѓутоа, кај нас во Македонија мислам дека тоа се уште не е доволно истражено и мислам дека треба да се преземат многу по систематски активности за тоа да се истражува, се преземат одреден број на активности. Токму поради тоа и ова влада, подведена Социјалдемократскиот сојуз, една од главните, да кажеме, постулати на програмата беше како да се прави едно општество, со оглед тоа дека Македонија е поделено општество по сите основи, не само етнички, религиозно, политички, значи тие се од некои NGO-ски истражувања што ги имаме пред неколку години, дека политичкиот и етничкиот идентитет се тие во Македонија најосетливите на говор на омраза. Меѓутоа видовме и имаме и примери каде што имало омраза, па дури и криминал од омраза и по другите идентитети, односно сексуалната ориентација, некаде професионална ориентација, дека натаму. Така да мислам дека Македонија се уште треба уште многу. Владата е подготвена стратегија. Јас пред месец и нешто, додека бев советник во кабинетот на премиерот, бев тој што ја водевме подготовката за драфтинг на стратегијата за развој на концептот на едно општество. Мислам дека ова година тоа ќе помине с парламентот и ќе конечно ќе почне со една реализација. Меѓутоа, во секој случај, јасно е дека во Македонија ни треба уште многу за да направиме да ова поделено општество се интегрира. Односно имаме дезинтегрирано општество по многу основи и во вакви моменти, поготово што ги нарекуваме во афект, моменти секојаш излегува на површина сите тие, да кажеме, егоистични чувства, односно во длабината на тие поединци кои што сака да се исполнат може некој начин со тоа што мисле дека ќе се испразнат со тоа дека ќе споделат говор на омраза према другите. Да. Добро, јас сакам пред да продолжиме со разговорот, само сакам да се вклучиме сега кај колешката Ивана Стојкова, која се наоѓа пред градската општа болница 8 септември. Ивана, ако се слушаме, те молам кои се најновите информации во поглед на состојбата на повредените кои се во болницата? Сега според најновите информации, вкупно 28 патници во моментов се хоспитализирани овде во градската општа болница 8 септември. Сите 28 се во добра здравствена состојба. За жал и натаму 5 лица се наоѓаат на одделот за интензивна нега, од кои што 2 се во критична состојба и се на апарати за дишање. Останатите 3 се донесени на обсервација откако претходно им се влошила здравствената состојба. Меѓу нив е и 15 годишно момче кој што всушност и најмладиот пациент, како што и претходно информиравме и според изјавите на лекарите, и претежно станува збор за помлади лица.
лица кои што се превезувале во автобусот кој што сообраќаше на автопатот Скопје Тетово. Сега, доколку немаш дополнителни прашања, тоа се последните информации во однос на здравствената состојба на пациентите, да се надеваме дека состојбата ќе им се подобри, дека наскоро ќе бидат пуштени дома. Да, Ивана, ти благодарам. Значи, ја следиме состојбата, ја следиш и ти. Доколку има нешто ново, ќе се вклучиме повторно и се разбира да се надеваме за побрзо оздравување. Младеновски, слушнавме кога зборуваме за социјалните мрежи кои се особено подлога, честа подлога за ширење на говорна омраза, за ширење на навреди од секаков можен тип. Имаше некои коментари кои повеќе од останатите ја го приликува вниманието на јавноста, бидејќи се напиша од јавни личности, од универзитетски професори, каде што оваа трагедија се поврза со трагичните настани од Карпалак. Од 2001 година се направи една таква конотација, значи оваа трагедија се поврза и со употребата на новото име на државата Северна Македонија. Значи, кои се тие, мислите ли дека тие луѓе навистина веруваат во тој редослед на настаните или ги пишуваат намерно за да представат некоја своја поента, да поентираат на некој начин? Според моето образование, не можам да си дозволам да кажам дека во психолошка смисла на тие луѓе нешто им недостига, иако најголемиот број на коментари што ги прочитав се однесува за личностите од таков тип дека се фрустрирани, дека се психолошки лабилни и така натаму. Јас ќе се држам до мојата професија социологијата и ќе се обидам во одговорот на вашето прашање да допрам некои други сегменти кои што ги гледам многу посериозни од аспект на така наречена некаква лична фрустрација, па си пишуваме нешто на општествените мрежи. Пред 20 години можеби интернетот беше во зародиш и во светот, а посебно во овие простори. Така да кажам, ни општествените мрежи не беа со толкава моќ и не можевме да предпоставиме што ќе значи за општеството таквата можност да им се даде на луѓето слободно да ги изнесуваат своите идеи. Во почетокот, како и секоја друга работа што ја прави Секој човек станува медиум на некој начин. Ја прави работата, всушност тргнува од позитивната работа. Дека тоа ќе придонесе за подобра размена на искуства, за помош на луѓето и така натаму. Меѓутоа, искуството не учи дека гледаме дека секоја добра работа што ќе ја направи човекот, друг човек знае да ја изврти, да ја злоупотреби и да ја искористи за други цели. Ние денеска како македонско општество, веројатно и како современо општество, се соочени пред предизвикот како да одговориме на прашањето, да ја заштитиме слободата на говорот на луѓето, а при тоа да ја оневозможиме омразата да стане составен дел на живењето. Еве, вратете се, колеги сме биле новинари, пред 10-15 години, кога не беше оваа експанзија, не можевте вакво нешто да прочитате во медиумите. А во претходниот политички систем, еднопартиски, уште помалку. Ви колкаво незадоволство да имате, невозможно беше помислата да повикате отворено на некаква омраза политичка, етничка или религиска. Во одговорот на вашето прашање, јас гледам свесна политичка порака. Значи, тука не станува збор за психолошка диагноза на личноста што ја пишува. Дали некој ќе ги користи зборовите комуњар, дали ќе користи шиптар, дали ќе користи карпалак, дали ќе користи одредено име, НАТО или слично, тоа е многу јасна политичка порака насочена кон одредена група на луѓе, приврзаници, за кои се очекува единство, сплотеност и повиканост дека тие ќе ја следат таа политика. Ако добро забележавте, барем јас колку што успеав да забележам, од моментот кога се тоа објави, кога реакциите не наидоа на поддршка, напротив, имате огромна осуда, тоа беше избришано, тргнато и почна процес на се направи обид да се релативизира, релативизира, дека не е така кажано, и таа насока. така. Тоа што говори, политичкиот балон да се направи дестабилизација на општеството не успе. Да. Добро, Земан, денеска на социјалните мрежи и вие малку предизвикавте внимание со вашиот пост,
каде што напишавте дека некои странски медиуми пишувале дека ова што се случувало можеби е некако сепак поврзано и со македонското влегување во НАТО? Па добро, знаете, јас че сум научник и прилично имам контакти по светот, научни институции што се бават со и глобалистика, и глобални политики. Така, не беше во медиуми, го чисто во разговор со некој, дека го кажа тоа, што јас него воопшто него тврдо сум го пренесов како една можност. Јас нема тука веќе коментирам, со оглед на тоа кај имаме 2 дена ден на жалост и со оглед на тоа кај истрагата се уште во тек, па нека прво се каже во истрагата, па после или нека повиканите институции се го кажа. Меѓутоа, чисто тоа го реков како една од можностите. Меѓутоа, тоа што предизвика и тоа што го кажува и мојот колега, како тоа после се спинуваше од одреден број на портали и под сето тоа после одеше и с социјалните мрежи, со толкава говор на омраза и према мене лично и према политичката провиденција што ја застапуваме дека натаму, што мислам на вистина тоа кажува една голема загриженост што тоа се случува во нашето општество, што се случува тоа во социјалните мрежи. И мислам дека на вистина треба и понатаму да се бориме за сите овие негативни феномени да ги нема. Во контекст на кажаното би ја продолжил мислата. Јас ни приближно со кажаното не мислам да им дам толкаво па политичко значење и моќ. Обратно, ја мислам дека тие немаат никаква политичка моќ да обединат повеќе од еден или двајца луѓе истомисленици. Меѓутоа, нивната процена дека може да предизвикат создава страв кај другите луѓе, затоа што видите, не можете да очекувате во општеството дека сите се добри доктори, инженери, социолози, политиколози, машинци и слично. Имате луѓе кои што едноставно кога ќе прочитаат таква реченица, почнуваат да се преиспитуваат што е работата. Да, добро, пред да продолжиме со емисијата, ми сигнализираат од држијата дека имаме гледачна линија, доколку го имаме, можеме да го вклучиме со неговото прашање. Имаме ли режија човек? Добро вечер. Добро вечер, ако се слушаме, повелете. Имате 1 минута да го поставите вашето прашање. Авионска несреќа, поплава, земјотрес, автобуска несреќа е одлика на Скопје и близината. Зар мислите дека во сите тие несреќи имало политика, имало подоба на луѓе, по нација, по вера, по било што? Ќе ви се реплицирам едно нешто, рековте беле пола-пола. Ве разбирам во кој контекст го кажете тоа. Меѓутоа, имајќи во предвид дека има луѓе кои монструозно се однесувале во минатиот режим и минатата влада, која подржувале таков начин на однесување и риторика, би сакал вие како медиум кој го почитувам да не го користите. Не постои пола. Се извинувам, само малце режија, оставете го слушателот, не го прекинувајте, бидејќи ќе му истече времето. Продолжете, да. Не постојат пола-пола, постојат граѓани, луѓе кои ги слашла несреќа. Јас се надевам дека нашиот систем, нашата држава е способна да се справи со остатоците од еден ненормален, болен, умен режим. И луѓето ни галази кои што го правеа тој режим да биде пекорен. Време е да се справиме со такви луѓе. Тие луѓе немаат право ни да бидат професори на нашите деца, ни да работат во медиумите, а уште помалку се занимаваат со општествениот живот на оваа држава. Добро, ви благодарам. Мислам дека го разбравме прашањето. Секако ова беше и онака дел од предвидените прашања. Значи, може да одговорите, значи мислам дека е јасно што праша господин. Јас коментарот на господинот го поддржувам во насока дека не само македонското општество, секое здраво општество што има хуманистички вредности, каде што не ги сваќам само религиозните, туку има вредности на солидарност, на емпатија, на сочувство, не само со личности што ја шират ова национал-шовинистичка политика, може да се справи, туку императив е, сега вака ќе ви се обратам и на вас двајца директно, господине и господине, и вие двајца, заедно со мене, и вие, господине, сите заедно, нови луѓе, мора да им се спротивставиме.
сега, ние не смееме да создаваме илузија дека законите што сме ги напишале или ги наследивме од предниот режим кој што го нарековме за сторничко здружение, ќе ни го реши овој проблем. Не. Јас немам илузија дека во правните норми, во кои што направивме хиперпродукција на правни факултети, хиперпродукција на закони, вие сте пратеник, ме разбирате што сакам да кажам, мислевме дека ќе направиме здраво општество. Не. Луѓето многу повеќе му посветуваат внимание на едуцирањето, на моралот, на социјалната политика и дали ги забележавте снимките како помагаа луѓето во несреќата. Тие не прашуваа дали се овие мажи, жени, албанци, турци, македонци. Ние тој однос треба да го градиме и овој повик на господинот. Не смееме да дозволиме толеранција во однос на овие личности кои седат на клучни позиции и од кои што може да го генерира тоа. Само ќе се повикам на едно искуство, ќе ми дозволите на реченица. Искуството е од Франција, а се случува во 45-та, односно после победата. Значи, после 9 мај. Француската академија, за која што воопшто не само јас и други имаат исклучително високо мислење, се сочила со прашањето дали треба да останат членови на Француската академија лицата, академиците, што го поддржале режимот на Петен, односно дале поддршка на фашизмот или на нацизмот. Одговорот мислам дека го знаете и вие и сите други. Франција истиот ден расчисти со тие луѓе. Не можете да бидете членови на Француската академија ако поддржувавте режим во кој што се убива луѓе. Да, господине Земон, да, да. Врска со ова. Значи, да, во секој случај сте во право, меѓутоа како ние како што е сакаме да имплементираме таа стратегија за едно општество, значи тука паралелно ќе се работи во 7 кластери. Правната рамка се разбира е многу битна, бидејќи што ја се презиме ако немаме правна рамка, тоа ќе биде противзаконско. Значи ќе се регулира правната рамка. Вториот кластер, што е многу битно, што сте вие, образованието. Ние тотално ни треба еден целосен ресет во образовниот систем од основно до високо образование. И мислам дека и тука прилично ќе се започна со некои активности, поготово кога прочистување на учебниците од тие некои термини што предизвикува говор на омраза и така натаму. Меѓутоа, прилично ќе има и тоа што се планира голем број на афирмативни акции. Третиот кластер, кој што е прилично многу битен, е културата. Ето ова што се случи пред некој ден со мисля за култура, исто тоа е последица на тоа што кажувме поделено општество, режим и натаму, кој што тие последици се уште не се на некој начин и офатени да се решаваат, меѓутоа ќе се решат. Четвртиот кластер се медиумите. Значи и јавниот сервис и проектите медиуми треба да има многу проактивна улога во созбивањето на говорот на омраза и поделеното општество. Наредниот кластер ни е кластерот локална самоуправа, бидејќи реалниот живот се одвива на локално ниво, не се одвива ниво собрание, ниво влада, ниво главниот град нормално имаме луѓе, меѓутоа локалната самоуправа е една од тие институции кои што треба да гради механизми да со овие проблеми се справиме. Наредниот кластер се младите. Ние за жал гледаме што се случува и во стадионите, во трибините, и надвор стадионите после фудбалскиот или било кој спортски надпревар. И поради тоа прилично ќе се работи во тоа да се сузбие таа омраза меѓу младите кои се наоѓаат во толпа. Нели кога вака во помали групи или поединци ги нема таа можеби омраза, меѓутоа кога се наоѓаат во толпа тоа е страшно. Чувство силен. Токму така и последниот, седмиот класер кој што планираме во оваа стратегија да биде, тоа е класа на социјална кохезија. Тоа што од нас во општеството, како дезинтегрирано општество ни фали, дека треба да градиме што повеќе политика за социјална кохезија. Последното е резултат на овие претходни состојби. Така да владата работи, верувате, мисля дека некаде крајот на мај ќе биде тоа веќе на владена седница како стратегија, предлог стратегија ќе се усвои, па потоа ќе во собрание и мисля дека некаде во септември ќе започне со реализација во стратегија што вие го говоревте, каде што нормално не е само правната рамка, меѓутоа сите овие кажеме седом класики што мислевме дека се најбитни во овој момент, има и други, меѓутоа во овој момент што стратегија не можеме да фатиме све. Сакав господине Земон да ве прашам друго нешто, бидејќи вие сте дел од владеачката коалиција, вие сте и пратеник во собранието, ова што го праша гледачот, тоа беше и мое прашање. Значи истите луѓе кои за време на минатиот, како што вели вашата коалиција режим, беа знаменосоци на тогашната пропаганда, тие ја спроведуваа таа пропаганда, тие го шираа
тој говор на омраза, истите луѓе се уште го прават тоа. Веќе колку има 2 години од новата влада, не знам. Значи слушаме дека се повикуваат. Не, исто, мислам Но тие продолжуваат да го прават тоа. Значи имали механизми, значи општеството да се заштити од овие негативни појави. Да, механизми има, пред се тука мора да проработи Има ли волја, да. Има волја, че пред да проработи прво измените во кривичниот закон, кои што нели се некои се усвоени, кои се нели имаше се во декември некои измени на кривичниот закон. Прилично ќе треба да се заврши овој процес со реформите во правосудството, кој ќе биде ништо набрко. Меѓутоа, како што знам, мијатата година веќе за прв пат во Македонија се покрене обвинение нели за говор на омраза кој беше тие пожарите во Атина, нели да не го спомнуваме се лично се тука, меѓутоа за прв пат се случи да некој веќе одговара за говор на омраза. Мислам дека набрзо обвинителството ќе преземе и уште многу други, да кажеме, активности, ако тоа се појави. Мислам дека во овој период така има индиции да обвинителството исто реагира. Сепак тоа мора да остане во правосудниот систем, во третата власт, нели тука третиот столб на власта, тука не може многу да се меша извршната или сосудовната парламентарна власт. Добро, пред да продолжиме, значи имаме гледачи кои не чекаат на линија, но пред да тие ќе не почекаат уште една минута, значи да го видиме прилогот на колешката Ирена Каревска, кој денеска е направен токму на оваа тема и продолжуваме со емисијата. Сите заедно сме во ист автобус. Ова е главното мото со кое граѓаните изразуваат сочувство за трагедијата и нудат помош на најпогодените од автобуската несреќа. Сепак, револтот во јавноста го разбуди и говорот на омраза, кој не изостана ни во вакви моменти. Меѓу многобројните повици за помош на преживеаните и сочувство за жртвите, беа испишани и грозоморни постови кои ја политизираа несреќата, дури и дадоа и етничка димензија. За жал не стигнавме прописно ни да им изразиме сочувство на семејствата и на блиските, а веќе гледаме еден таков отров кој се излеа во јавниот дискурс и на социјалните мрежи особено. Тоа е една неприфатлива состојба и сметам дека е последица од едно многу ниско ниво на политичка култура, но исто така е можеби дури и повеќе последица од неказнивоста. Меѓу оние кои предизвикаа најмногу реакции се најдоа имиња познати во јавноста и универзитетски професори. Објавата "Каква трагедија и иронија, Карпалак", која синоќа ја напиша Билјана Ванковска, предизвика лавина од реакции од голем број граѓани, кои ја осудија универзитетската професорка и покрај низините објаснувања дека била погрешно сватена. "За мене тоа е место кое секогаш будело и ке буди жал за луѓе кои го загубиле животот без оглед на причината." Дообјаснува во коментари Ванковска. Професорката не сакаше да даде дополнителни коментари и не одговори на нашите повици. Ректорот на УКИМ пак вели не бил запознат со настанот, а полицијата тврди дека го испитува случајот. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР во координација со основното јавно обвинителство презема соодветни мерки и активности за овој случај. Бесот во јавноста го разбуди и Миленко Неделковски, кој веќе има кривична пријава за ширење говор на омраза. Оваа пракса која се шири како вирус мора да почне да се казнува, затоа што говорот на омраза предизвикува и дела од омраза, потенцираат и од Хелсиншкиот комитет. Многу често ни се случува да бидеме сведоци на ваков говор и тоа мора еднаш да престане со тоа што државата ќе покаже бескомпромисност во борбата против говорот на омраза. За ширење говор на омраза, основното обвинителство минатата година отвори истрага во земјава за оние кои изразуваа задоволство од фаталните пожари во Грција, но случајот се уште нема судска разрешница. За вакво дело досега во земјава не бил осуден никој, иако законот предвидува казна и до 5 години затвор. Да, се враќаме во емисијата, пред да продолжиме со разговора, значи имаме гледачи на линија кои чекаат уште од пред прилогот, да ги слушнеме доколку се уште тука, повелете. Дали се Добро вечер. Добро вечер, повелете. Да изразам сочувство према семејствата на сите загинати и голема желба за да останат, да овие што се повредени со поврго го напуштат болницата и си одат кај своите роднини, пријатели, да се гледат и да оздрават на некој начин. Не сум имала прилика да
лично се обратам до господинот од Пратеник, мислам со пратеници не сум имал прилика, обичен сматник сум, и би го замолил пратеникот, пошто предпоставувам има и семејство, има и ме слуша, еднаш да се заложи да почне казнивост, да има казнување на сите овие. Овие години, 30 години, јас имам 63 години, овие години, последниве 30-27 години, се изнагледавме разни глупости, разни трагедии, а многу малку одговара или скоро никој. Последните пазарења. Добро, дали е гледачот се уште на линија или го исклучивте? Ало? Ова е другиот гледач. Да. Првиот е се уште, ме слушаме? Се слушаме? Ало, да. Да, продолжите уште малку, ви случи ради тајмерот, но продолжите уште малку. Бака, би сакал да да се заложи тука е пошто Панковска, Милајко Неделковски, би се познати през целиот период. Разни не знам што све направија никому ништо. И сега ги охрабрија и другите луѓе, охрабруваат други луѓе да прават и татабилја. Вика никој ништо не може во Македонија. Да, добро е време да се заврши сета ова приказна. Ви благодарам. Да, господине, потполно ви ја разбравме поентата, да го слушнеме и другиот гледач и оставете го тајмерот, ќе видиме кога ќе биде поставено прашањето. Ако е на линија. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер, еден голем поздрав до вас, господин Сеат, до господинот Пратеник и до другиот господин кој гости. Сега вака, сочувство до сите загинати кои за жал загина во несреќата, исто така посакувам што побрзо да закрепнат и другите кои што моментално се наоѓаат во болница. Малку сум вознемирен, но денеска покажавме дека Македонија во ваква ситуација знае да се справи без разлика на национално и се слушаме? Да, повелете, да, продолжите. Значи, кога се случуваат вакви случаи, не гледаме дали од која националност да ги на која верска припадност припаѓа. Еден апел до господин Земун, значи, пошто е пратеник во владата на Република Македонија, да се формираат некои комисии за да престане говорот на омраза, затоа што ние 12 години трпевме кои што сакаја правеа со обичниот народ и тогаш не можеше секој еден да зборува. Но сега малце ова влада им даде простор за повеќе да лаат како кучиња за да ги соберат и останатите тие малумни според мене кои што не размислуваат со своја глава. Добро, мислам дека ја разбравме поентата и малку сте вознемирен за да застанеме тука, мислам дека потполно разбравме што сака гледачот да каже, но еве, знаете што би ве прашал? Ако сакате да го слушнете гласот на народот, еве, слушнавме 3 гледачи по сосема случаен редослед, сите го кажа истото. Значи, луѓето се незадоволни од реакциите на власта, од реакциите на надлежните кон овој говор на омраза, кон оно што се случува. Да, во секој случај разбирливо е, потому што јас потекнувам од невладиниот сектор каде што прилично се боревме за време на режимот од овој феномен. Навистина мислам дека веќе се преземаат конкретни чекори, повторно ќе споменам дека гонењето или осудувањето на тие лица кои што нели шират говор на омраза мора да го ставиме на судската власт. Тоа не може да се меша извршната или законодавната власт. Законодавната или извршната може да донесат закони според тете европски стандарди, а тоа е че се прави бидејќи дури кога ќе почнат преговорите за членство во Европската унија, погlavito 23, една од тоа е фундаменталните човекови права, нели и тие закони по аквизот веќе се координираат, меѓутоа мислам дека и сега во моментов имаме добри закони, меѓутоа се тоа ќе мора да го преземи судската власт, односно обвинителството и судиите и да преземат мерки. Нормално тука треба и голема соработка и со
тие комисии што ќе може би постојат, комисија за спречување дискриминацијата, омбудсманот треба тука биде прилично вклучен, може би со малку подобри ингеренции за спречување на говор на омраза, и меѓутоа и Министерството за внатрешни работи. Значи се тоа механизми се воспоставени во системот, за тоа треба да профункционира и мислам дека се создадени сите претпоставки да тоа ќе профункционира. Да, но мислам дека разбравте пораката и можеби треба вие и вашите колеги повеќе да се заложите и во однос на вашите надлежности се разбира, во и механизми кои ги имате, во однос на комисиите, во однос на пратеничките прашања до владата, можете повеќе да форсирате по ова прашање на овие теми. Мојот коментар или моето мислење по слушнатите мислења од граѓаните ќе ги ставам во контекст дека силината на една држава, силината на едно здраво општество не е во начинот само да ја повикуваме власта, во смислот да се мисли власта со сите државни органи, почнувајќи од собранието како највисока, ми владата и сите други. Општеството е помоќно кога се справува со ваков вид проблеми и ги осудува веднаш во старт, има механизми. Јас го разбирам господинот кога вели мора да се зајакне казнивоста, мора да се примени екзекутивно казнивоста. Се е тоа добро. И тука немам дилеми. И таа е таа постапка. Го разбирам и колегата кога вели ова мора да најде свој епилог во судска разрешница или во тие се судските институции. Не може улицата да биде таа што ќе го реши ова прашање или општествената мрежа во која што ќе разменуваат слични говори на омрази една, две или повеќе групи. Меѓутоа, моето укажување повторно оди малку подлабоко. Ваквите проблеми ќе се решат на овој начин, со правните механизми. Какво такво судство, пак мора таму да отидеме. Се викало тоа и Сваровски или не знам како, ќе најдеме здрави суди. Да, ќе најдеме здрави суди и веројатно ваквите појави ќе бидат осудени од страна на судиите, односно казната ќе стигне спрема лицата што шират ваква омраза. Моето укажување за да имаме здраво општество, цврсто општество, да не биде поделено и секој момент да се тресеме некој сличен да ни напише нешто утре пак да дојдеме. Всушност овие 7 кластери што ги спомнавте, јас тежиштето ќе оставам од делот на социјала, здравство и образование и делот на работа со младите. Ние ако изградиме, само ќе ви дам еден податок. Од 1990 година до сега еве помина 28 години, уште малку 30. Тоа е отприлика некаде еднакво на мојата возраст, кога во 90 години имам 30, а сега ќе имам 60 години. Фигуративно кажано, живеам 30 години во претходниот систем, 30 години во овој систем. Главната битка во едукацијата што ја имавме беше така наречениот социјалистички морал. Ја не заговарам сега овде некое враќање на општеството. Јас говорам сега овде за вредности кои што станаа составен дел на европскиот систем на вредности кон кои се ние стремиме, каде што емпатијата, солидарноста, социјална правда, помошта кон други беше составен дел во образовниот систем. Сега имаме една ситуација во која што тој морал веќе го немаме под наводници или го изгазивме и мислевме дека со повикувањето на 1 или 2, 3, 4, 15 богови, не знаеме колку се, мислам во основа сите викаат дека е една монотеистичка религија, глава ќе ве здоболи колку има богови на планетава, дека религискиот морал ќе биде решението на оваа ситуација, а ставете се во контекстот на ова што го говорам сега, колку е ова христијански во духот на љубовта, колку е во духот на исламот или на некоја друга религија, да повикувате да му умре најмилото, барем од она што го прочитавме, а сите тие се декларираат како верници. Вкупниот процент на атеисти во општеството е 2,3 или 3%. Што сакам да кажам? Ние мора да го вратиме секуларниот карактер на општеството во една вистинска одредница во која што ваквите појави на верска, политичка и било етничка омраза, шовинизам, општеството веднаш да се справи. Еве само ќе ви дам како пример. Мене не ми треба јавниот обвинител, сега ќе се послужам, бидејќи ми е сега поблизок како пријател. Ако он направи некоја националистичка работа со која не се согласувам, утредента да не пијам кафе со него, да му свртам грб, да не комуницирам, да не седнам на масата со него да јадам.
Тоа е доволна символика во здраво општество во кое што вие го кажувате. Да, има општество што се болни кога ќе не поразат овие ваквите, ние кои имаме овие вредности утре тие нема да седнуваат со нас. Да, но гледаме дека овие луѓе се присутни во јавноста. Имаат дел од овие што најмногу го шират говорот на омраза. Имаат некакви медиуми, имаат портали. Наоѓаат начин да допрат до поголема бројка на луѓе, но еве имаме и едукатори, професори кои предаваат на студенти кои оваа трагедија поврзуваат, замислете, со Карпалак. И сега, денеска, значи ние побаравме, ова значи го кажувам чисто за информација за дебатата, став и од УКИМ, од ректорот, тој вели не го видел тоа, не знаеме да видиме што ќе каже утре, но значи сите овие луѓе повторно ќе ви кажам, продолжуваат да работат најнормално во општеството. Така, ноевата психологија е токму таа. Да. Значи, ќе продолжат да едуцираат и студенти, истите луѓе, и се уште. Тоа е тоа што кажуваат и граѓаните. Значи, се уште нема реални казнивости на такви особи од судските органи, односно од државата што треба да личностите што треба да го покренат процесот. Во секој случај. Тоа се каза да дополнам јас. Значи, Македонија досега и се уште е од речениот негативен модел на човекови права. Треба да поминува тој позитивен модел на човекови права. Негативен модел што значи? Кога нешто се случи, само ако некоја личност се чувствува загрозен, може да го тужи, има право да го тужи. А позитивниот модел е дека државата, омбудсманот, обвинител, дека натаму веднаш реагира. Имавме ние неколку случаи каде што требаше обвинителот, тоа се случува секаде во Европа, кога некој така прекршува, да кажем, или говор на омраза пре некоја група, расизам, ксенофобија, било што, обвинител реагира за 24 сати. Веднаш реагира. А кај нас тоа се уште законски го немаме право да обвинител реагира, или омбудсманот треба да реагира, или знаете кај нас што кажате дека нема свест. Седен сум за тоа дека некој треба јавно да се ова линчува дека натаму, меѓутоа кога ќе даде омбудсманот или комисијата за антидискриминација извештај или ќе остава некој на црна листа, тоа секај во модерниот свет тој веќе е изолиран од институции, не може да биде едукатор, не може да се работи во институции, не може. Кај нас напротив има случаи да тие се наградуваат, нели каде што или омбудсманот ќе каже дека тоа не знам фирма или не знам што прави дискриминација и така натаму, ќе се наградува во преходните, да кажеме, години. Така што мислам дека тука треба да се промени свеста, потоа што дека тоа мора да институциите профункционираат. Ова што кажувате дека не знам општеството да го на некој начин изолира и така натаму, сепак мислам дека не е фер, бидејќи треба да дадеме фер шанса и на обвинетиот да може да се брани по легален судски. Тоа е личен гест. Меѓутоа, знаете, ако некој се изолира, а нема судска постапка, тоа е исто многу лошо. Можеби човекот или има право да се брани, да се каже дека не мислам во таа насока. Не. Мислам каде што е евидентна омразата и говорот на омраза. Некој мора да го тоа пресуди. Дека имаме евидентни фактографски, да го каже дека фактографски имаме говор на омраза. Или можеби законодавство каде се уште ние имаме во членот, не знам 390 некој кој беше дека и кажува што е тоа говор на омраза и каде. Меѓутоа, како тоа се утврдува, ние процедура немаме. Или воопшто некој guidelines или водич да се утврди говор на омраза немаме. Ние немаме ниту пак бела или црна книга на говор на омраза. Во било која земја да појдете во Европа има тоа бела или црна книга на говор. За тоа зборувам. Значи станува збор за општеството во кое што го препознава тој говор на омраза. Не му треба обвинителот да му каже. Ние кога ќе го слушнеме тоа гледаме дека е токму таква ситуација. Јас ќе се послужам со една моја реченица поодамна кажана, односно креирана, дека општеството кога има одредени проблеми, кога има тешкоти и кога се соочува со несреќа, мудрите луѓе градат мостови. Од точка А до точка Б вака ќе поминете преку мостот. Ќе се најдете на средина. А луѓето што немаат визија, прават пречки. Ние секој ден се соочуваме. Да го имате најголемиот визионер во државата, во власта, да биде председател на држава и било кој да биде. Ако бројот на луѓето без визија секој ден создават пречки, вие кога се движите вака, кога тоа ќе паднете? Премногу ова општество вложи во развојот на демократијата, во развојот на човековите права и слободи, а погледнете ги извештаите во Европската Унија од пред 2-3 години. Заробено општество, политизирана држава, поделено општество, личности заробена држава со хиперпродукција на факултети. Ние имаме неписмени лица,
нестручни лица, за сериозна болест докторот предпишува витамин С или неќе да го прими пациентот. И не го пушат на лечење. Имате бројка од 150 бебиња починати во една година. Или луѓето пак имаат да се вакцинираат. Да, ова е посебен феномен ова со вакцинирање. Недоверба. Да. Значи, целиот тој систем, ја го подигам овдека апелот кон здраворазумските луѓе, луѓето кои што рациото се уште ги држи, дека силината е во нас, не само во овие квази закони на кои се повикуваме, да не ги кажувам само во делот, земете ги во градежништвото, во архитектурата, во уметноста, во културата. Тие пола од закони треба да се искинат моментално. Дали ме сваќате? Носеа закони за против хонорарци. Да се собираат пари. Значи, погледнете ги всушност продукцијата на правната регулатива. Вие како пратеник да ви ги дадат дења ноќе да ги читате. Па не ќе можете да ги ставите во нормален колотек ова општество да фати. Да, меѓутоа тоа е последица на тоа што претходно имавме хиперпродукција на можеби закони кои што беа девијантни на некој начин. Носеат директна девијација носе во општеството. И се тоа треба повторно време да се среди. Во секој случај. Значи не е ка во парламентот не се работи. Не. Пратениците работат, сите комисии работат, владата работи, меѓутоа сето тоа е огромна работа. Процената се вели кога имате такво 10 годишно владење, еве нека не им бидат сите 12 години, 10 годишно од 2008. Проценат е дека вие во правната сфера можете за 2 до 3 години да ги коригирате процесите. Во општествената, во социолошката, во психолошката, 15 години. Овие деца што беа воспитувани дека се антички македонци, одете избришете им ја сега свеста дека некој ги довел во заблуда. Да, добро, пред да продолжиме со емисијата, ми сигнализираат од држијата дека повторно имаме гледач на линија, доколку се слушаме, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Ја поздравувам емисијата и сакам едно објаснување, бидејќи сум професионален водач во пензија, 20 години искуство со автобус и 30 години искуство со теретно возило. Јас, моје мислење, веќе повеќе знаеме ние возачите, отколку другите што не учествуват во сообраќајот. Се додека беа сервизи, државни сервизи за овластени за регистрација, возилата беа исправни. Додека почна сервизи, припадните компанији да си ја платат своји сервиси и да не е исправно возилото, он го регистрира како да е исправно. А возачот ако се побуни, ќе го истера. Мора да оди он. Океј, нека мора да оди. Се додека не се тоа заустави, да нема право регистрација да регистрира фирма која одржува припатни возила, да нема право да дава регистрација, него државни фирми. Кои се државни фирми овластени за да бидат возите исправни. 80% возила се неисправни. Нека технички прегледи почнат, 80% возите се неисправни. И патнички и теретни возила. Да. Се додека има такви сервизи, не е он будала да дава пари, а да му стои возилото во паркинг плац. Да, добро, ви благодарам за ова. За вашето прашање нема да ги прашам гостите, бидејќи не се експерти на таа тема, но ние имаме подготвено прилог токму на оваа тема. Сакам сега веднаш да го погледнеме и тој прилог. Мислам дека ќе биде доволно илустративно за гледачите, без ние ништо да искоментираме, а потоа ние ќе продолжиме со разговорот, да го видиме прилогот на колегата Владимир Тевчев. За само 18 месеци се случија дури 4 несреќи во кои учествуваа македонски автобуси. Во нив загинаа 21 патник, а близу 100 беа повредени. Во несреќата на автопатот Велес Скопје кај местноста Кула во август 2017 се преврте скопски автобус кој превезуваше патници од одмор во Грција. Загинаа двајца. Причината е се уште непозната. 3 месеци подоцна, во близина на Демир Хисар, автобус на Транскоп полн со ученици се судри со комби. За среќа жртви немаше, но десетина беа повредени. Дел од патниците тврдеа дека автобусот бил претоварен со луѓе. Пред 2 месеци 5 македонски државјани загинаа кога автобус на стручки превозник се преврте кај Лесковац.
Официјално, причините се уште непознати. Неофицијално, возачот не ја прилагодил брзината на снежните услови. Последната и најтешка несреќа се случи вчера во која 14 луѓе загинаа. Ова го отвора прашањето за безбедноста на македонските автобуси. Лесното издавање лекарски уверенија и сообраќајни дозволи, нерегулираниот статус на возачите, неисправните автобуси, но и патиштата по кои возат се можните причини за ваквите несреќи, тврди за телевизија 24 поранешен туристички работник и долгогодишен возач на автобус кој не сакаше да го открие својот идентитет пред камерите. Тој вели дека по закон секој автобус кој има лиценца за превоз на патници мора да има и вработен возач. Колку регистрирани автобуси и минибуси имаш кои би требало да се возат со Д категорија, а после тоа земете еден податок колку па се официјално вработени како возачи. Ќе видите дека разликата е сигурно огромна. Возачите постојано од едно возило слегуваат, се качуваат на друго, возат по 2-3 различни возила во текот на денот. Наместо работниот ден да им трае 8 часа, им трае по 10, по 12, по 16, некојаш и по 20 часа, така да во таа желба и таа трка за пари и за профит се случува ова што се случува. На секој 5 часа возење, возачот мора да направи пауза од 45 минути, а последната тура возење, паузата е 8 часа. Прашањето е што прават возачите во тој период, вели нашиот соговорник. Поголем број од овие што имаат редовни автобуски линии, немаат нити изнајмено стан во Скопје, нити каде што возачите би можеле да се одморат или да отспијат некој час. Јас сум бил во ситуација да едноставно тие 8 часа или 10 часа да не знам сам со себе што да правиш. Полесно е да ги сработите 8 часа да ги извозите, него да седите 10 часа без веза па да чекате после одредена тура и да треба да ги вратите патниците. Нашиот соговорник вели дека постојат многу неправилности и при увозот на стари автобуси со сомнителна техничка исправност. Вчерашната автобуска несреќа го отвора и прашањето за безбедноста на патиштата. Автобусот успеал да пробие 3 заштитни огради на автопат. Да пробие една ми е сватливо, да пробие 2 може би и така, ама да ги пробие сите 3, тогаш нешто не е во ред или со заштитната ограда или со тие што ги правеле патиштата. Мислам дека по ниеден стандард, ниеден автобус не би требало да пробие 3 заштитни огради. А ако не ги пробие од тие заштитни огради, немало да летне од високо и да падне да се преврти на покрив. Сето ова укажува на недоволната грижа на државата за безбедноста на возилата кои превезуваат патници. Решението е во измена и доследно почитување на законите, но и почести контроли за да се избегнат трагедии како онаа што се случи вчера на автопатот Скопје-Тетово. Да, пред да продолжиме со разговорот, имаме уште еден гледач на линија, доколку сте се уште тука, доколку се слушаме, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавувам уврска за несреќата. Да. Многу сум вознеруван, ама сакам само еден поздрав да пратам и код Робин Земон. Ме слушате? Да, повелете, да. Да не се меша со несреќата и со партијата. Добро. Само тоа сакам да му кажам, дека господинот Земон нека си го гледа неговата работа, а да не ги мешат странските работи со несреќата. Зашто имат луѓе што плачат на овој момент, што имат муки по болници, што идат, не знам што да ти кажам. Да, добро, мислам, во рете ве разбираме, мислам дека доколку ја следевте емисијата, господинот Земон го објасни тоа. Да се вратиме на ова што беше во однос на прилогот и на претходниот гледач што го кажа, а тоа е, еве вие како пратеник можете да го потегнете и тоа прашање во парламентот. Значи, да го потегнете прашањето за центрите за регистрација, центрите за техничка контрола, за исправноста на автобусите, за начинот на кој се даваат лиценците на компаниите. Сето тоа е еден сет од прашања кои можете да ги потегнете. Да, во секој случај, а верувам и дека како граѓанин гледате дека работите не се добри. Во секој случај, за жал, ова несреќа се случи. Мислам дека ни беше неопходно за да се научиме некои лекции, дека треба да се подигне
воопшто стандардот, квалитетот и безбедноста во сообраќајот на повисоко ниво, како што доликување на земја што претендент, нели ете, во НАТО ќе биде многу скоро и веројатно за неколку години ќе бидеме во Европската унија и дека подхитно ќе мораме сите тие стандарди што ги има во европските земји да ги постигнеме. Навистина не само ете, ја не сум многу компетентен што кажавте за техничните прегледи, што слушавме на емисија имаше предоме тука зборува компетентни особи за пропустите, можеби што воопшто ги има кај нас при ова со техничките прегледи на возилата. Тоа што ме загрижува воопшто е дека навистина само во Скопје кога гледате тие автобуси што ете одат за другите градови по пат во Скопје застануваат на 5-6 нели собирни секојдневно го гледаме и тука влегува, не знам како влегуваат луѓето, дали карти им даваат натрен надвор или имаат месечни, мисля тоа не мислам недозволиво и самата безбедност во Мавровка или во Сити Мол каде се собира не е воопшто за сообраќајот безбедно. Меѓутоа и воопшто самите возила кои ги гледаме, не зборувам се за Дурмо Тузма, воопшто другите возила што ги гледаме навистина мислам дека треба се подигне во нивото на квалитетот и безбедност во сообраќајот, па дури и самото несување на самите шофери. Кај путе во свет и гледате и тие шофери се во некоја униформа и самиот лик што гледате шофер веќе дава некоја сигурност, да кажеме, на учесниците во сообраќајот и воопшто што и поголем професионализам. Мислам дека време да во Македонија ќе потеди нормално и тоа прашање парламентот, многу скоро ќе дојди, дека треба да се дигнат овие стандарди на многу поиски ниво, барем на нивото на европските земји. Да. Коментарот и предлогот на гледачот јас повторно го гледам од еден социолошки аспект. Тоа значи дека граѓанинот многу добро забележал дека постојниот закон е лош. Кога вели имате приватни сервиси, значи некој го дал тоа со норма и претходните државни сервиси не постојат. Дали неговиот предлог сега е добар или дали е решение на проблемот и дали ќе дојдеме до подобра вредност, во тој поглед тоа е веќе прашање за анализа. И тука моето мислење завршува. Јас сега се држам до мојата професија, повторно ќе речам социологија, и повторно ќе го лоцирам проблемот во образованието, гледано од аспект дека овие тековни, дневни, актуелни проблеми ќе ги решаваме, како што кажува колегата. Ќе измениме нормите и ќе се прилагодиме промптно на дневно ниво. Меѓутоа, тоа ќе ни треба, условно речено, повеќе време или ќе ни треба повеќе напор за да на сите поединци ги доведеме во ред. Меѓутоа, ако пресечеме еднаш и речеме вака, реформата на средното образование ќе подразбира воведување предмет сообраќајна култура, во која државата обезбедува воспитачи, медицински лица, едукатори, кои што овие деца во средно образование ќе ги учат во 3-та година како се помага на луѓе во несреќа, ќе учат прва помош, а со стекнувањето на полнолетството во 4-та година, државата ќе им обезбеди 2 пати да полагаат испит, полагање возачки испит. Доколку не го положат, ќе си полагат приватно после завршување средно образование. Јас тврдам, ја не импровизирам. После 15 години ние ќе имаме здраво општество на возачи совесни. Вака ако продолжиме, секојдневно, барем како изгледа Скопје, а сега претпоставам Тетово или Битола и секој друг град, и многу интересно, ја не сум возач. Не поседувам возачка дозвола, супругата поседува возило. Мојот ум, моите очи, поинаку гледаат кога одите пешки и кога сте учесник во сообраќајот од лицето кое е и пешак, а поседува и возачка дозвола. Истата ситуација, истата личност на поинаков начин ја гледаат. Ние со ваквиот концепт, со воведување, а денеска претпоставам дека има држави кои што ова го имаат, можеме да дојдеме да ги земеме тие искуства. Тоа што значи? Постојните сертификати, часови што се дава, не навлегувам во стручност и компетентност, а секаде ќе најдете високи професионалци и некои што се приучени. Ама јас го гледам крајниот продукт, го гледам резултатот. Ако е резултатот негативен, тоаш не ми интересира дали вие сте 10-ка, кога 10 ваши други се единица. Тука е проблемот. Сега ова ви го кажувам дека всушност е многу подобро да ја погледнеме големата слика, да имаме јасна визија дека ова би го направиле за година-две, би ги викнале луѓето, би ги ставиле во системот и сосема е подруго вие кога ќе го воспитате детето дека како учесник во сообраќајот треба да знае да помогне на другиот, да се однесува одговорно
во сообраќајот и да размислува за последиците. Да. Добро, ние сме на самиот крај на емисијата. Јас ќе искористам, собрав неколку пораки од Facebook, на корисници на Facebook, кои пишуваа за оваа тема, тие се прилично интересни. Значи, собрани се во едни неколку десетина точки сите поенти кои се однесуваат во однос на овие собраќени хазарди, ја би ги прочитал на брзина. Еве што велат корисниците на Facebook. Главниот проблем, како и за да речи се сите наши проблеми, е немањето концепт. Не може секој што собрал пари за стар автобус да има компанија за превоз. Не може секој на кого не му одело школото, а се поднаучил како да се држи волан да биде професионален возач. Изборот на возачи за Д категорија треба да е приближно ист како за пилоти. Тие луѓе го имаат во своји раце и нозе животот на десетици патници секој ден. Затоа мора да се воведе строга регулатива на кого ќе му биде дозволено да ја врши таа професија. Понатаму вели, треба државна политика и во однос на возилата и нивната старост кои се возат. Политиката ние ќе донесеме закон и ќе пропишеме, а компаниите нека се снаоѓаат, нема да биде ништо. Државата мора да се вклучи активно во сите процеси од обнова на возен парк до критериуми за тоа кој може да се занимава со тој бизнис. Уште еден пример, значи друг корисник вели вака, ова е прилично интересно. Вика, јас често се возам со автобус, често патувам, речи се секојдневно, речи се секој шофер со кој јас се имам возено низ Македонија зборува на мобилен додека се вози. Македонија се уште ги нема спроведено строгите европски регулативи, ова го каже и господинот Земон, за дозволено работно и возачко време. Нашите шофери немаат ниту користат тахографи, уреди кои запишуваат работно и возачко време, паузи и одмор. Мислам дека ова го има. Сепак исто за состојба и поправка за возила во Европа, секое возило мора да помине сигурносен преглед и така натаму во таа насока. Тие се пораките, значи луѓето од прилика ги знаат проблемите и луѓето кои не се експерти. Прилична голема диаспора по светот. Да, и луѓето тука ги знаат и бараат решенија, а тие решенија значи треба да ги прави тој што е надлежен. Секој случај. Да, господа, ви благодарам за времето. Нашето време истече. Имавме добра емисија, микс од она што се случува во однос на говорот на омраза и на тековните информации. А на вас, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24. Следува информативниот блок и се разбира најновите информации во однос на состојбата со повредените.